Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости што другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, фала Богу, ниту на реална интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјава. Наслушнати муабети од малските таксисти и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Новиот градоначалник на општина Карпош, господинот Сотир Лукровски, изминатава недела ја посети баба Славка на денот на нејзиниот 100-ти роден ден. Посетата беше дел од новата иницијатива на господинот Лукровски, која има за цел да ги мотивира постарите жители од неговата општина да остарат грациозно во Карпош. Иницијативата и официјално го носи името "Со сотка до стотка". Изминатата недела во Битола беше одбележена 81 годишнината од формирањето на првата егејско-македонска ударна бригада во присуство на градоначалникот Тони Коњановски и представници на егејската заедница. Егејците го прославија големиот роден ден со дување на свеќи и посакаа желба дека, здравје Боже, наредната година ќе купати роденденска торта. Од општина Битола изјавија дека на егејците им била понудена опцијата да се направи целосна свечена прослава, но тие одбиле бидејќи, цитирам, им било скапо. Новата јапонска премиерка Санае Такаичи ја изненади јавноста со нејзината изјава дека таа е опседната со работа и дека поради тоа спие само по 2 часа дневно. Слично на неа и македонскиот премиер Христијан Мицкоски изјави дека спие само по 2 часа дневно, по-конкретно од 14 до 16 часот. Ама затоа вели дека навечер знае да си поспие и подолго. Јапонската премиерка изјави дека се смета себе си за вистински воркохолик и дека работи како коњ. Господинот Мицкоски на ова изјави дека и тој би работел како коњ, но законите на нашата земја не дозволуваат истовремено држење на јавна и приватна функција. Остануваме во Јапонија, од каде што ни доаѓаат уште интригантни вести. Имено, 32 годишна јапонка неодамна го официјализираше бракот со нејзиниот дигитален маж, целосно генериран од ChatGPT. Мажот има 3 раце, на секоја од нив има по 7 прсти. Едното око му е сино и другото зелено. И за отприлика 3 часа од сега ќе излаже дека не е ништо, иако таа ги има сите симптоми на туберкулоза. Турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган изјави дека неговата земја се соочува со катастрофа поради падот на наталитетот, кој направи Турција да се најде на самото дно на светската листа за евиденција на бројот на новороденчиња. Ердоган изјави страшна загриженост околу ситуацијата со фертилитетот и им порача на неговите граѓани да одат да се ебат. Британската министерка Шабана Махмуд ги критикуваше албанските азиланти во Англија и пред пратениците во парламентот изјави дека во земјата има околу 700 албански семејства кои живеат на грбот на плаќачите на данок од земјата, кои таа ги нарече лош пример за сите. На ова се огласи албанскиот премиер Еди Рама со цел да ја демантира британската министерка и да докаже со список дека има многу повеќе албански семејства кои се, цитирам, лош пример за сите.
Подготовките се во тек за промоцијата на новиот филм Напуштајќи ја Копакабана на нашиот најпознат режисер Милчо Манчевски, кој заврши со снимање и во секој момент се очекува да почне да се прикажува во киносалите. Во неодамнешното интервју, господинот Милчо изјави дека со овој филм ја завршува неговата серија на длабоки филозофски драми кои ја истражуваат суштината на човековата природа и комплексноста на светот во кој живееме. На прашањето какви филмови може да очекуваме во иднина, тој одговори аниме порно. И за крај, вести од светот. Аукцијската куќа Сотби објави дека минатиот вторник на отворена аукција во Њујорк била продадена златна WC шолја, наречена Америка, по цена од $12,1 милиони. Шолјата, која е целосно функционална, е дело на италијанскиот вајар и уметник Маурицио Кателан и тежи нешто повеќе од 100 килограми. Абе, да и се серам јасно таа ваша златна Америка. Може така? И тука некаде, драги гледачи и драги гледатели, ставаме крај на уште едно ново издание на Другите вести. Бидете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум само гласот и лицето на само ТВ канал. А вие сте оно што ја прави нашата телевизија посебна.